Никола Ковачевски е стартап иноватор. Неговиот пат кон успехот го нарекува Сизифовски, но и покрај многуте пречки, овој битолчанец по промоција на неговата иновација во Америка се врати со значаен успех. Склучивме и договор за 2500 производи да се продадат во брегот на слоновата коска. 4 години беа потребни за нашиот производ да стигне до фаза на plug and play производ, значи спремен за продажба. Патот е доста тежок. Ангелкова потенцира дека преку фондацијата даваат поддршка на бизниси во иницијална фаза. Придобивка е што сега стартап компании може да се регистрираат со инвестиција од 1 евро, како и конвертибилните кредити. Сепак, стартап екосистемот во Македонија го опишува како доста трнлив. Првото нешто што недостига во Македонија и во самиот образовен систем е образованието за стартапи, начинот на кој што се развиваат бизнис идеите, питчинг технологиите, поддршката и националната стратегија која што во моментот ние ја немаме како таква за поддршка на стартапи. Недостигаат национални регулативи за регулирање на бизнис ангелите, на краудфандинг платформи, структуриран систем на поддршка, особено во финансирањето на самите стартапи. Исто така процесот на ликвидација на самите стартапи. Со Ковачевски се служуваат за тоа дека за крајната цел потребни се многу знаења, потоа упорност, добар тим за соработка и финансиска поддршка, која што на овој иноватор од Фондот за иновации му била одобрена дури по 4ти пат, но се уште не му е доисплатена, ни рече. Затоа неговиот производ, систем за контрола на пристап, пред 5 години почнал како иновација, а сега е само конкуренција.